Поштовани слушатели, се надевам дека е се во ред со амбасадорот Ристо Никовски и ќе воспоставам врска, ќе продолжиме со оние настани во Република Македонија. Амбасадоре, добро утро, дали се слушаме? Да, се слушаме. Добро утро за Македонија и добар ден за вас. Македонија беше завиена во црно на 16-ти, особено кочани, голем број на родители, 59 млади загинаа во диското, во таа штала, плюс срцето на шоферот на амбулантата не издржа утрото и тој почина. Така да Македонија беше завиена во црно, а пак веста беше пренесена во светот преку во сите држави. Јас она што следев, што можев да проследам. И најголемите светски медиуми ја пренесоа веста и испратија сочувство до Република Македонија, до владата на Република Македонија, до родителите на загинатите, инспирации, па исто така се понудија многу држави и со помош. Јас да не должам, бидејќи од вас ќе го барам одговорот, најнапред, како вие го доживеавте тој настан? Јас сум многу трагично го доживеав. Страшна трагедија во прашање. Мислам, нема човек во Македонија, а и пошироко, и во соседството, и целиот свет, бидејќи навистина веста беше белосветска, го доживеат на еден таков начин. Мислам, толку млади, јас велам, да беа 100 годишњаци тие сите што загинаа, па ќе речеш зашто мораше, како тоа да се случи, а не млади деца, млади животи. Така да, страшна трагедија, нешто што не смееше се случи и што е најсуштинско, тоа го разоткри нашиот систем дека се е можно, дека се прават најразни злоупотреби, дека криминалот, корупцијата владеат насекаде. И знаете, тоа на некој начин го објаснува и правилото со кое ние живееме, дека снајди се, па живеи. Знаете, ако се главното мото заради сиромаштијата, заради системот кој така функционира, ако го направиш тоа правило, снајди се па живеи, значи нема закони, нема правила, нема прописи, значи секој прави што сака за да може да преживее. Така да мислам дека тоа беше една сериозна опомена за нашето општество. Мислам дека властта ја свати и дека тргна во една широка акција на расчистување, се вршат широки проверки во врска со овие противпожарни апарати, во врска со начинот на кој се решаваат проблемите, лиценците на кои се издаваат, така натака и така натака. Така да мислам, опомената е научена, прифатена и мислам дека после сето ова кој е невидена трагедија, велам за сите, јас немам познати пријатели кои настада, ама и мене душата ме боли и мислам дека научена е лекцијата и дека ќе се преземат акции, се преземаат кои нема да дозволат случување на настани од овој вид и дека нашето друштво, нашето живење во иднина ќе биде сепак на еден поцивилизиран начин, со помалку криминал и корупција и да се надеваме дека тоа ќе биде постигнато. Амбасадоре, во вашиот подолг живот имате ли нешто вакво доживеано? Немам во близина такво нешто доживеано. Сега читаме за, бидејќи дискотеките се места каде се случуваат вакви несреќи, не ова ново во светот, има многу такви настани, најчесто го спомнуваат тоа во Букуреш, ми се чини и Бразил, колективни, како се викаше. Така да имало во цел свет, и во Америка, и во Јужна Америка, и во Европа, тоа се места кај собираат многу луѓе, кај што често има повеќе од дозволениот број и, велам, во такви ситуации
не може да се контролираат работите и се случуваат вакви несреќи. Не е прва во светот, напротив е една од многуте, али тоа не е никаква утеха и не е нешто што може да земе како оправдување. Апсолутно, тоа се случи катастрофа, тоа се случи, мора да предизвика сериозна и широка одговорност, што мислам се прави, доста луѓе се собрани во АПС и се надам дека сите ќе добијат заслужената казна. Амбасадоре, таа штала од Диско работи од 2012 година. Како тоа никој до 16 март да не провери ниту полиција, ниту општината, па ниту УЈП, ниту една одговорна институција, туку работела на диво, на црно, па се земала да се плаќале дозволи од Министерство за економија, па преку полиција, па преку општини и така натаму. Еве знаеме дека тројца градоначалници се притворени, тоа значи дека сите тројца тие биле запознати и мижеле пред тоа. Тука веројатно вие ќе ги ставите и началниците на полицијата. Тука ќе ставите и пазарната инспекција, па и другите инспекции кои треба да водат сметка дека секој објект во Македонија, особено вакви собирни места, да имаат дозвола и да имаат исправни работи за внатре. Еве дознаваме дека таа штала била за чилими, потоа имала само една врата, прозорците биле затворени со железа, па ѕидовите биле преправани со стиропор и така натаму. И така наеднаш брзо избухнал и пожарот. Видите, тоа како што реков е начинот на кој се живее во Македонија. Знајте се па живее. Знаете, сега почна контроли на секој, во сите сегменти, на секој план и гледаме дека меѓу градежните фирми, од не знам колку проверени 20% од нив не ги исполнувале условите. Замислете, 20, значи секоја петта. Тоа е трагичен податок, разбирате. Затоа гинат и работници, се случуваат разни несреќи, само се не се толку масовни и не покренуваат таква лавина и на чувства и на преземање на акции, разбирате. Така да, велам, начинот на кој се живее Македонија е тој. Знајди се па живее, партизирано е се, разбирате, и тука секој гледа да се снајде, да добие, земе некој ќар, да нешто сврши некоја работа. Така да, велам, не функционира системот. Тоа е суштината на таа порака и велам, ако не се преземат сериозни напори, ако не се прекинат одредени пракси кои до сега ни го загорчуваа животот и не правеа да живееме на начин кој не е помногу што цивилизиран, мислам дека ќе остане све загубено во Вселената, али мислам дека таа власта не смее да го дозволи овој пат и дека ќе се направи се да сите што се инволвирани на било кој начин да одговараат, а тоа ќе биде мислени поука и за други случаи, за други дејности, ако сакате, и пошироко во општеството. Да, јас ќе барам повеќе одговори од вас во текот на интервјуто, имаме уште 30-35 минути. Најнапред ќе запрашам, исти ден на погребувањето на младите, не се испочитуваа младите. Не беше мирно, имаше организирани некакви собири, демонстрации, па урлање, лупање на сите места. Дали тоа требаше барем тој ден да биде испочитуван? Што мислите вие? Имаше такви манифестации, не беа тие бројни. Мислам дека целата нација тагуваше и тие, да речем, мирни протести кои се држуваа и во Кочани, и во Скопје, и во другите градови, покажаа дека народот сочувствува со фамилиите, дека таа загуба која тие доживеава, која е ненадоместлива, која е нешто што е, мислам, ќе биде тешко и невозможно да се живее за сите тие фамилии, дека сите на некој начин ја поделивме. Али велам, утеха нема, оправдување нема и затоа тоа треба да биде поука едно искуство кое ќе
ни помогне да излеземе од еден ќорсо како кој се наоѓаме по многу што и како таква државата да трне по некои поцивилизирани велам патеки кои ќе го овозможат подобар живот за сите. Така да тие злоупотреби кои беа, ми се чини дека не беа масовни, ги имаше, да не се почитуваше и одлуката на владата за денови на жалост, да некаде се почнува со злоупотреба на настанот од политички и други причини. Така да, велам, и тоа во некој начин е неизбежно. Мислам дека тоа не е главната карактеристика на овој настан. Мислам дека главната карактеристика е длабока жалост. Мислам, луѓето почувствуваа, мислам, објавија дека само тие телефонски повици со кои се даваше по 100 денари се собрани 8 милиони денари, што покажува дека маса луѓе се јавиле. Велам, чувството беше единствено, жалоста беше единствена, иако тоа не е никаква утеха за семејствата. Мислам дека Македонија тука покажа една зрелост, ако сакате, покажа една организираност и купната сума на парите која е собрана. Тоа ќе зборуваме покасно, и соседните држави се покажаа многу солидарни. Додека не само соседните, нашиот систем, труд систем, особено здравството во Македонија е приземњено. Се покажаа соседите многу солидарни, ако верувам дека се сложувате со мене. Не само соседите, многу држави се покажаа солидарни. Во Шпанија има испратено наши повредени од несреќата, во Израел има испратено. Мислам, тоа е толку широко, значи сите земји покажаа разбирање и велам, најмногу покажаа соседните земји, тоа е точно што се и најблиску, и велам, србите земаа многу, овој пат мораме да ја пофалиме и Бугарија, која се покаже прати воен авиони презема ранети, која иначе заслужува сериозни критики по многу што, али велам, овде мора да се пофали таа. Да. Така да, таа, да речам, солидарност се покажа, беше импресивна и мора да се каже дека на многу држави мора да се симне капата и да им се каже дека беа на ниво на состојбата и мислам дека некој лекар од Словенија за нашите телевизии изјави дека во вакви несреќи, вика, ниедна држава не може сама да се соочи со последиците и дека е неопходна поширока помош. Таа се покажа и велам, масовен беше бројот, многу голем бројот беше. 59 плюс 1, 60 и 180 беа повредени. Да. Огромен број на повредени, разбирате. За среќа нема нови жртви, да се надеваме дека така ќе биде до крај, али велам, трагедијата беше огромна, последиците незамисливи, да се надеваме дека ќе ги научиме поуките кои го произлегуваат од тој настан. Добро, што луѓето беа тие што работеа на црно и собираат толку млади деца? Не водеа ли сметка дека може да се случи нешто вакво? Ако не толку катастрофално, барем да помислеа дека може да се случи, бидејќи објектот, самиот објект не одговара од она што гледавме на македонските телевизии, подкасти, па и сега социјалните мрежи, знаете, сите се вклучени. Како тоа никој да не биде совесен? И во овие денови во Македонија дефиницијата за корупција во Македонија е наречена монструм. Видите, Македонија е се уште во првата етапа на капитализмот, каде нема правила, каде нема принципи, каде секој се обидува да грабне колку што може. Ова е таков класичен пример. И знаете, и по совршени општества не успеале да го контролираат, да го спречат таквото однесување на тој, да речам, капитализам. Така да оправдување нема. Очигледно јагмата за пари, за профит нема никакви скрупули. И знаете, велат сега, последното е дека во Натре имало 650 души, а велат дека се продадени 250 карти. Тоа покажува дека
и карте се продавале на црно, без никакви, нели така, без даноци, без такси и така натака и така натака. Тоа е еден од тие случаи кои треба да се испита. Како тоа влегнале, имало 650. Знаете, секогаш има прошверцувани, али на 250 може да бидат прошверцувани 10, не уште 300, разбирате, 400, колку доаѓа. Така да, велам, има тука едно чудо работи кои треба да се расчистат, едно чудо елементи кои треба да се стават на маса и да се барат кои се одговорните и што е правено, и мислам дека власта покажа одлучност да го тоа турка до крај и да се надевам дека ќе издржи. Премиерот Мицковски во неговата изјава, во една од неговите изјави, рече дека и за уши ќе ги вади од дома одговорните лица. Добра символика. Мислам дека тоа добра символика и ако тоа го направат, мислам дека ќе се излечат потребните искуства и потребните поуки и потребните чекори кои, нели, многу работи во нашето општество ќе ги променат на подобро. Амбасадоре, поминаа неколку денови од погребите, од децата кога загина и кога се исповреди оние 170. Меѓутоа, деновиве низ социјалните мрежи, организирањето на демонстрациите во Македонија е конструирано, јас можам да тврдам, бидејќи гледав 2-3 видеа, каде што од Србија им дава инструкции како треба да се сруши власта, како да се организираат. Исто така, ова што јас го видов, наликува на она од 2015-16 година со шарената револуција. Колку има влијание соседните држави или некои други за дестабилизација на Македонија, за злоупотребувајќи го ова што се случи со пожарот? Па тоа, обидите од Србија да се прошират настаните тамошни кај нас се евидентни, мислам, и не се спорни. И мислам, од целина во Србија е класична шарена револуција, која е организирана на еден невиден начин, која доби невидена масовност, разбирате, иако Србија по многу што е пример во регионот и за некои работи, секаде има така негативни моменти, меѓутоа во целина, меѓу државите која најбрзо се развива, велам, таму има една власт која реализира еден напредок севкупен за државата и, велам, тие обиди очигледно не добија поддршка кај нас, не успева, тоа беше вчера или завчера кога требаше да се одржи некој протест на универзитетот, не успеа, тоа собра една ракатка народ, разбирате. Меѓутоа, велам, обидите се тука, постојат, сигурно ќе продолжат, али велам, фактот дека нашата власт реагираше исклучително ефикасно, многу луѓе поапси и многу луѓе спроведе на испитување и на истражување. Вие ги спомнате тројцата градоначалници, ќе видиме колку може да биде одговорен некој што бил 15 години, разбирате, градоначалник одговорен. Дајте, во такви ситуации има и одредени грешки кога и суровото и покрај суровото и сувото се собира, али ќе видиме, мисля, че дека објективноста ќе биде на ниво и сите што во тие што се веќе собрани на испитување, ако е некој невини, ако нема одговорност лична, ќе биде ослободен, али велам, добро е што тоа тргна широко, што ќе се направат сите обиди да се утврдат вистинските виновници, а тие треба да се казат ригорозно. Човекот кој ги организираше шарените револуционери од Србија, Срđа Поповиќ, имено бил во Република Македонија и колку е вистина бил притворен, дали имате некакви сознанија? Немам сознание околу тоа, али дека ние имаме искуство со шарената револуција го имаме. Таа ја смени власта на Никола Груевски, тоа беше под директна контрола и организација на странските тајни служби, мислам тоа не е спорно, дури се знаат и кои беа тие и така натака и така натака. Така да мислам дека шанси да се направи што слично во Македонија моментално нема и нема да се дозволат,
иако велам тие обиди од Србија беа евидентни, ги видовме сите на телевизија, али велам, шансите за такво нешто се минимални, би рекол непостоечки. Не знам дали ги гледавте организираните инструкции по социјалните мрежи. Да, ги видов, ги видов. Не верувам дека тоа телевизиите го покажа или ги покажа националните телевизии тие. Ги покажа тие инструкции како се советуваат, што да прават, како што да преземат синдикатите да ги мобилизираат и така натака, али велам, првиот обид не успеа и мислам дека шанси за такво нешто Македонија апсолутно нема. Граѓаните може да бидат мирни, али велам, предизвиците се големи и мислам клучно е да се излечат наравученија и да се спроведат промени кои нема да дозволат нешто вакво слично. Ви кажам дека Притворен. Вика, сега се продадени повеќе противпожарни апарати од колку за година дена претходно, што значи дека тие стандарди, тие обврски никој не ги спроведува. И на крај ќе се чудиме кои се чуваат несреќи, кои ќе гинат луѓе. Во притвор е поранешниот министер од ДУИ на Република Македонија, Бекташи, така? Бектеши, да. Сметате нема да има отпор од опозицијата и од ДУИ и од СДСМ кога се притвораат нивни луѓе, бидејќи и сношти луѓето кажуваат дека бил масовен собирот во Скопје во 7 часот или во 19 часот, 16 и 59, има некоја символика и 59 минути, значи 59 мртви плюс 1 60. Нема ли да има, ја слушавме и на ДУИ таа секретарка што беше Артана или така натаму, дека нема да седат со скрстени раце. Бујар Османи ја испрати својата сопруга да каже дека нема да биде така лесно тоа притворање и осудување. Не е спорно дека лиценците за работа ги даваше Министерството за економија. Значи, таму мора да има одговорност. Се докажа, дори мислам, како факт се објавува дека државната секретарка што била таму, земала и мито да даде согласност за тоа. Така да, одговорноста на Министерството за економија не може да се игнорира. Колку ќе биде директно инволвиран министрот ќе видиме, истрагата ќе покаже, али велам, начинот на кој се врши го сакате собирање на тие евентуални и можливи кандидати, се уште постои нешто така презумпција на невиност, меѓутоа некој од тоа Министерство за економија кој ги давал, подпишувал тие лиценци, мора да одговара. Колку е улогата на министерот? Знаете, на крајот од денот шефот на установата одговара и за сите неуспеси, и за сите криминали, и ги собира сите ловорики кои ќе се постигне успех. Така да тоа не треба да изненадува. Реакцијата на ДУИ е како и секогаш, знаете, од ДУИ често се однесуваат така да држава е сметат како шведска маса, земаат само тоа што им се бендисува, а све друго што не им се бендисува игнорираат, учувајќи закони и се друго. Така да и овие изјави кои ги дадоа се да така на таа насока, на таа линија, али мислам дека нема да им успеат и дека власта продолжува со спроведување на бескомпромисни мерки за да одговарат сите што имаат вина во овој трагичен и велам случај кој не потресе сите. Садоре, мојот заклучок е, моето видување дека оваа трагедија уште подлабоко го подели македонскиот народ и политичките партии во Република Македонија. Еве овие собери кои сега се најавуваат од студентскиот плениум и исто така и од политичките партии кои не сакаат да излезат напред пред младите, меѓутоа сепак стојат политички партии и странски инструктори зад нив. Тие од нив слушаме во опозицијските медиуми дека власта апсела само лица од опозицијата. Тоа не е точно, апсолутно не е точно, мислам. Така да тоа апсолутно не е точно и велам,
полека, све ќе се исфрли на виделина и ќе се одреди вината, така да за тоа е потребно време, ќе се испитуваат и сведоци и се. И уверен сум дека сите што се невини и што се може би во овој момент на некој начин и засегнати, дека сите што се невини ќе бидат ослободени, али тие што се одговорни има да ја платат својата цена. Добро, во иднина, како ќе се подобри сето ова? Колку време би сметате би требало Македонија да застани барем да прооди како некое бебе, бидејќи во изминатите 35 години направија пустош. Мораме да се согласиме со тоа дека Македонија веќе е пуста земја, нема. На Петре М. Андреевски 99-та година велеше 98-ма дека последните селани се во селата, меѓутоа јас сега знам секогаш да кажам дека последните куќиња излегуваат од селата, веќе нема селани во селата, селата се пусти, институциите не функционираат. Она што вие кажавте, снајди се па живеј. Колку време ќе одземе да Македонија барем малку да како никајца на една нива да подизлези нешто здраво? Спомнавте повеќе прашања, мислам, тоа што селата ги растуривме де факто, што дозволивме да селата опустошат е една голема вина на претходните власти во државата, што не смееше се дозволи. Меѓутоа, знаете, најстрашно од се навиките. Нашите навики се негативни, разбирате, а од навиките најтешко се откажувате, ќе се откажете и од брат и од сестра, ама од навиките никако. А нашите навики во целина се лоши, разбирате. И тие навики се потребни генерации да се променат, да се прилагодат на нови услови. Али прво треба се создадат нови услови. Знаете, нема оправдување за тоа како се однесуваме, меѓутоа мора да се земе предвид дека Македонија е еден класичен пример како меѓународната заедница не третира како да сме некако племе, предисториско племе, како да сме некој зомби народ и така натака и така натака. Се што меѓународната заедница направи во однос на Македонија по распадот на Југославија, по нашата самостојност, разбирате, е една црна книга, една лектира како не смеа да се однесуваат и другите држави према една мала и, да речем, во принцип, земја која никогаш немала ни некакви агресивни политики, ни планови, ни ништо, знаете. Така да тоа создавало одредена и незадоволство, одредена фрустрација, бил стопиран еден груп начин, тој и сега се случува развојот на државата, разбирате. Од почетокот до крајот, Македонија беше единствена од југословенските републики која се осамостоли без војна. И место за тоа да биде наградена, да добија приоритетен третман и така натака, нас не признава, ни го спорија името, ни го сменија знамето, што не ни направија, а за возврат ништо не добија. Така да, велам, не е ова оправдување, али мора да се свати дека во целина, ова дереđе на кој се наоѓа нашата држава, кој не е по многу што сјајно и зафалење, е во добар дел резултат и на тие меѓународни сили кои не третираа, велам, како да сме некако зомби народ, како да сме некои најголеми криминалци на светот и како да сме една држава која е пример за негативно однесување. Напротив, македонскиот народ никогаш во историјата не загрозил никого. Никого не сме му нанеле никакво зло. Напротив, сме биле жртва на такви политики, а и ден денеска сме. Ова што се спроведува према Македонија, начинот на кој третира Европската Унија, разбирате, и многу други работи, агресијата од Косово во 2001 година. И има една чудо прилики и случаи кои покажуваат дека навистина сме жртва на туги, погрешни, апокалиптични политики, ако сакате, политики на негација, политики на непочитување на кршење на основните принципи и права, на меѓународното право во основата и во целина. Така велам, ова не е пледоаје за некакво оправдување. Меѓутоа има и таква димензија која не може да се заборава, разбирате, и која не може да се на никаков начин нити да се игнорира, нити да се на некој начин така потценува. Добро, да се вратиме повторно околу трагедијата
Ајде. почнаа финансиски средства да се собираат во Македонија масовно преку Црвениот крст најповеќе, меѓутоа има и индивидуални организации, односно младите особено од Кочани, од Штип има своји отворено пунктови каде што ги собираат финансиските средства, а тоа верувам се прави во сите градови низ Република Македонија. Истото нешто се префрле, односно и овде во Австралија, Америка и Канада. Секој на некој начин, јас не сакам да обвинам никој, меѓутоа секој на некој начин сака да се сочувствува со тагата, со болката и да биде учесник, виден учесник кој ќе помогне со $100, $200, $1000, некој 5000, 10.000 долари. Меѓутоа, спрема моето мислење, многу се распрскавме. Мислам дека тие обиди видов дека во Кочани се формираат некакви здруженија кои отвараат сметки, нели, кои пледираат да се даваат парите на фамилите директно. Мислам че дека тоа е погрешно и дека начинот на кој е тоа сега организирано преку Црвениот крст е најсоодветен и мислам дека само тука може да има контрола, зашто се друго води во злоупотреби. Знаете, ако сакате ви дајте донација, не може дајте на 59 фамилии на загинатите или на, не знам, на 200 фамилии повредени. Тоа е теоретски и технички невозможно. Така да мора да има еден централен начин, централизиран начин и тоа треба да се поддржи и тоа ми се чини треба тамо сигурно веројатно има и комисија која ќе на крајот од денот ќе врши таа распределба и дека нема да има можност за злоупотреби, кражби и слично. За сега Црвениот крст објави дека собрани се $1.600.000 австралиски долари и пак 150.000 евра. Таро е веројатно генералниот секретар изјави вчера дека ќе доделат по 150.000 денари на фамилија, на сите, на починатите и на оние кои им се дел од фамилиите во странство или во поболниците во Република Македонија. Дали тоа се Да, повелете. Одлуката за 150.000 денари по семејство е на владата, не е на Црвениот крст. Владата одличи и јас по моите информации тие се пари доделени, поделени, иако не е лесно, знаете, сите фамилии што се погодени со оваа трагедија, разбирате, не им е на крај на паметот да бркаат, да праќаат трансакцијски сметки, да тоа реализираат, али владата на многу ефикасен начин организираше да за сите што се во странство на лекување, по 2 члена од семејствата може да додат на државен трошок таму и да борават, се резервира и хотели и све и така натака и така натака. Мислам дека тоа беше ефикасно направено, а овие пари што ги собира Црвениот крст, тоа мислам ако владата ќе додели по 150.000 денари за семејство, ова не мора да се брза и да биде на брзина, него може да почека некој ден, така да тие пари не им гинат на семејствата и ми се чини дека нема се направат злоупотреби, бидејќи велам, Црвениот крст е сепак една институција која заслужува почит. Од порано знаеме дека често пати Црвениот крст нормално и законски имаат тие право да задржат дел од финансиите кои ги прибираат. Ние од Австралија имавме искуство, јас и претходно пред интервјуто ви кажав, кога се договаравме, дека за време на поплавите финансиите кои ги собравме и пративме кај Црвениот крст не беа доделени во Пелагонија, туку беа расподелени каде што Црвениот крст мислеше дека има потреба за тоа. Најверојатно од таму доаѓа и стравот кај луѓето. А истото е и овде и во Австралија. Црвениот крст многу мала сума на пари доделува на одредени фамилии, повеќето ги задржува за себе. Тука е и Salvation Army. Мислам дека тоа не е точно, поготово овакви ситуации, бидејќи се работи за конкретна акција. Да, мораме, јас ве прашувам за да го расчистиме тоа, да видиме како. Али велам,
да истовремено да водиме сметка да не ги декоражираме тие што сакаат да помогнат, бидејќи ако вака ја објаснуваме работата, се ќе речи, не давам јас, тамо некој да ги краде и така натака и така натака. Секојаш има злоупотреби, можеби и од овие пари еден мал дел ќе бидат злоупотребени, али шансите за тоа се мали во целина. Велам, парите се регистрирани официјално од Црвениот крст, некаде скоро милион евра се веќе собрани и веројатно таму има и комисија која ќе ги распределува, али велам, не треба се брза и не треба да се шират дефетистички информации дека тие ќе земат провизија, ќе ги злоупотребат парите. Велам, тоа декоражира да луѓето помогнат. Треба максимално да се овозможи секој што сака да помогне, бидејќи трагедијата е огромна, разбирате. Болката на луѓето кои загубија блиски или се тешко повредени и сповредени, сите се веројатно со повеќе или помалку трајни последици, е невидена, разбирате, и тоа надоместок за тоа нема. Али во секој случај да им се помогне да се справуваат полесно во животот на своите најблиски што останаа живи и повредени, или да се на некој начин покрие губитокот на тие што заминаа во вечноста. Така да, во принцип, да не бидеме скептични, да овозможиме таа акција да се шири максимално, затоа што е, мислам, човечки, хумано, да секој во рамките на своите можности помогне. Амбасадоре, дали ова ќе биде нова појдовна линија? Имаме уште 7 минути. Дали ќе биде нова појдовна линија за Република Македонија на некое подобро утро, или пак ќе останеме во тињата, ќе тонеме во, како да речем, видите, ќе се израза многу невкусно, ќе како животинчина во некоја тиња ќе останеме. Мислам дека власта е невкусна е мојата дефиниција, меѓутоа револтиран сум. Не, мислам дека власта е научи лекцијата. Ова што го превзема покажува извонредна ефикасност и брзина, ако сакате, во реагирањето. И ако направат грешки, дори ги мора да им се прости, бидејќи, велам, ситуацијата е вонредна по многу што. Катастрофата е невидена од огромни размери. И мислам дека веќе сите чекори кои се превземаат, спомнавме за лиценците во градежништвото, спомнавме во проверката на противпожарните апарати и така натака и така натака. Хотели, ресторанти. Јас сум убеден дека противпожарните апарати во ниедна високоспратница не функционираат. Им фали, или како што каже некој, цревата за поврзување, или нема доводна вода и така натака и така натака. Така да веќе почна масовни контроли, ќе се донесат многу работи во една нормална состојба, да се надеваме дека тоа ќе биде најширок план и дека многу недоречености, многу манипулации, многу злоупотреби кои беа реални во минатото, дека овој пат ќе бидат надминати, расчистени и нема да се дозволи да се повторуваат. Јас сум оптимист на тој план и мислам дека владата нема друг избор. Во образованието, во здравството, во судството ќе има ли промени? Видите, тоа веќе е пошироко прашање кое не е поврзано само со овој случај. На тој план се прават напори општи, не оди лесно, отпорите се огромни. Видовме, например, кога собранието им изрази недоверба на 5 членови на судскиот совет кои се тамо избрани, разбирате, и тие велат дека нема да го почитуваат тоа. Тоа е нешто што е за мене неразбирливо, разбирате. Тие луѓе се без морал. Ако тој што те пратил некаде вели дека нема доверба веќе во тебе, треба истиот ден да се вратиш, мислам. Тоа е толку просто, разбирате, како 1-1-2. Али велам, тие викаат, не, ние по законот не постои обврска ние да си поднесеме оставка и ние ќе продолжиме. Велам, тоа покажува недостаток на грам морал кај тие луѓе, али велам, тоа е начинот на размислување кај нас, начинот на однесување, секој се огледа своето, да не одиме подалеку. Јас живеам во едно уличе во Скопје, тука, кај во Кисела вода,
секој паркира кај ќе стигне. Знаете, често јас не можам да дојдам до дома во моето уличе, затоа што некој идиот, некоја будала паркирала, а јас не можам да поминам. Јас сум мала кола. Јас не можам да поминам, разбирате? Тоа покажува дека него го интересира да го реши својот проблем, а другите не ги интересира. И такво е општото поднесување. Затоа сме на ова дереч. Али велам, тоа е менталитетот кој таков се создал во еден подлог период и ќе треба долго време да се промени. Али со соодветни мерки на власта, која мислам дека овој пат нема да ги промаши своите одговорности, своите обврски, многу работи ќе се стават на место, ќе се проверуваат сите лиценци и ќе се открие кој што злоупотребувал, кој ќе видите дека има фалсификована лиценца, значи ќе се види кој е потписал, кој е дал, ете го зашто ете корупцијата, значи да потвора многу правци на делување и јас мислам дека власта нема да има шанса и нема да смее да ја промаши можноста да расчисти со многу работи. Амбасадоре, Со многу негативни работи. Јас ви благодарам многу за интервјуто што го реализиравме за македонската радиопрограма Три пати Z од Мелбурн и за сите информации кои ги споделивте со нас. Нека почиваат во мир младите и што поскоро закрепнување на оние кои се по болниците. Ми беше големо задоволство, големо сочувство до сите што загубија близок, разбирате. И со најубави желби од дното на душата, ако сакате, сите што се по болниците, што побрзо се вратат дома, опоравени и со можност да нормално го подржат својот живот. Нека ни е вечна Македонија.